Сметот во централното градско подрачје се собира по 2 пати во 3 смени за 24 часа. Дел од оштетените контейнери во централното градско подрачје се заменети со нови 150 пластични, сите камиони се функционални и се на терен, вклучувајќи ги и добиените како донација. А кога јавното претпријатие Чистота и зеленило ќе добие дозвола, ќе ги распореди и новите 1300 контейнери кои што во моментов се сместени на паркингот на пајак службата кон населбата Карпош, рече ВД директорката Цветанка Ивановска на вчерашната седница, одговарајќи на прашањата од советниците од опозицијата. Тие посочија дека претпријатието треба повеќе да поработи на хигиената во градот, редовно да се изнесува сметот не само во централното градско подрачје, туку и во приградските населби, да се постават контейнери и корпи за отпадоци, а советниците имаа забелешки и во однос на предвидените 23 вработувања, од кои најголем дел се раководителски места во наредната година во Чистота и зеленило. Вие немате побарување, да кажам, за работници. Сега не знам како стручно ви се викаат работниците кои што се грижат и работат во делот на сметот, на чистење на сметот. Сушност сите ви се овие горе-доле раководителски места, осим едно инкасат наплатувач. 20 и нешто места се раководителски. Дали имате проблем со раководители? Што е проблемот? Затоа што стварно е чудно, 22 еве гледано се раководителски места. Паркинг просторот кај што се носат подигнатите возила со пајак служба веќе подолго време стојат некаде од прилика 200, 300, 400 контейнери, не знам што. Но мислам не знам колку број се. Прашањето ми е кога и дали планирате тие истите да ги ставите по градско подрачје по населбите, бидејќи навистина овие што сега ги имаме низ градот се во доста лоша состојба. Тие нови веќе 2-3 месеци стојат таму на позиција и воопшто не ги поставувате на одредени места. Тие слики не одам јас да ги сликам, туку ми ги праќаат граѓаните. А вие претходни 2 години ви барам во кое точно време оди првата смена, во кое точно време оди втората смена и во кое време оди третата смена да го собира сметот и се уште не го добив. У еден часот се собира сметот, кога е најголема гужва, с којато е протокол за работа, дека 1 часот треба да се собира сметот у централното градско подрачје. Или кој е протоколот за работа да не се воопшто собира по 12 дена сметот во населбите. Тоа се моите прашања, ама за жал одговори нема. Според годишниот план за вработување, значи, и ако го погледнете и претходниот ланскиот годишен план за вработување, ќе видите дека се повторуваат некои работни места. Тие работни места ги имаме во систематизација. Значи, ние мора да ги ставиме и во годишниот план. Но тоа не значи дека тие работни места и оваа година, и лани не се потполнија, и оваа година дека ќе ги потполниме. Ако престане и се заврши оваа ковид состојба, значи реално ќе имаме потреба од зголемување и тогаш ќе вработиме раководител. Ако ситуацијава продолжи вака, тоа никој не можеме да го предвидиме, значи ќе остане така како што е. Спрема тоа, нити вие може да претпоставите што ќе се случува за месец, 2, 3, 5, нити пак јас. Но мора да предвидиме. Тоа не е законска должност. Што се однесува до камионите што ги гледате, значи тие работат во 3 смени. Така да, дел од камионите работат прва смена, дел работат втора смена, дел работат трета смена. Инаку сите камиони се пуштени во функција и сите камиони работат. Што се донација? Да, што се добиени како донација, значи сите камиони се во функција и работат. Што се однесува до контейнерите што ги гледате на паркинг просторот, тие контейнери треба да се пуштат од овој центар, значи не зависи до нас, кога ние ќе сакаме да ги распоредуваме, кога ќе добиеме дозвола за такво нешто, значи контейнерите ќе се поделат низ централното градско подрачје, значи целокупното 1300 контейнери имаме добиено како донација, значи
централното градско подрачје ќе се покрие со овие контейнери, ќе се повлечат старите и деградирани контейнери, дел од нив ќе ги поправиме, па ќе ги вратиме на терен, додека оние што се скроз уништени ќе се депонираат. И ќе настоиме и при градските населби и селата да бидат целокупно покриени со контейнери. И покрај забелешките од советниците, Ивановска потенцира дека е подобрено работењето на комуналното предпријатие, а градот е почист споредбено со претходните години. Иако опозицијата негодуваше, мнозинството советници ги усвоија извештајот за финансиско работење и предлог годишниот план за вработување во јавното предпријатие Чистота и зеленило.